весела наука и еве отварам дискусија. Прашање, одговори. Ја би предложил излагачите да седнат овдека Добро. и евентуално да се праша. Може повеќе. Тестовите. Тука никој не кажа, ама ја ќе кажам еве народски, македонски. Најголема пресија имаме од мајки, татковци, детки и стрини, кои што притискаат за објавување во било кој часопис, бидејќи синчето, братучето и така дале, му е пред избор и му треба таков труд за да изберат во асистент, во доцент. Значи, тие се најтешките работи со кои што верувам сите се соочувате, ама молим те му треба. Сега, како со тоа ќе се справуваме, еве вие сите кажете. Излезе ова сега се поврна, со импакт фактор со напредувањето. Страшен притисок е тоа. Многу непријатна ситуација. Злоте професор. Јас нема да станам следејќи што носите колегата на мога. Јас многу им благодарам на колегите и на сите овде присутни, бидејќи, као што кажав, почна пламено да гори. Ќе биде тешко, но ќе биде успешно. Спомнавте импакт фактор. Македонија да нема ниеден универзитет на листа под 500 не е баш за пофали Боже. Србите имаат до 300, Хрватите имаат 400-500 као и словенци, а нашето место не знам каде, над 1000 сме, али ова е негативно што сме над 1000. Првите 5 се Харвард, Кембридж, да кажеме, и уште 2-3 Бристол и Стенфорд. Сега, поведување на импакт фактор е позитивно во тој смисол. Мора конечно да се видат кои пишуваат добро и кои не пишуваат. Но, сега ние мора да отвориме една друга страница, многу болна за нашата држава и влада. Ние као Академија X пати го кажавме, ми имавме тук расправи, печатења, може да видите. Не може со овој процент на одвајање на пара за наука да се постигне Харвард успех, Колумбија успех, Принстон успех, Кембридж успех. Па еднаш мора да сме честни. Со која пара се стимулира нашиот истраживач, со која пара се екипираме. По истраживањето треба и базично, и апликативно. Ние сме воодушевени што е купен мамограф. И треба да сме оти тоа. Еве го, тука е професор кој решава живот со операции со мамограф. Али покрај тоа треба и добар патолог, и добар генетичар, еве сега имаше за брест канцер со останок. Така да сакам да кажам, многу исправно со импакт фактор, но уште поисправно ќе биде ако за наука се одваја као и за војска. Кажа 2% за војска ќе се одели, така ли? Што е добро, ја верувам, може и повеќе треба. Али за наука 0,24, така ли или нешто? И тоа се намалува. А јас неодамна имав таму еден состанок во Арка, каде се прави стратегија. Професор Положани даде прекрасен труд, во кој испадна дека пред 20 години сме имале повеќе патенти него сега. Повеќе објавено трудови него сега. Макар да и сега има цела една плејада автори кои објавуваат. И тоа е за честитање. Значи се буди силата, али мора да најдеме тука една равнотежа. Тоа е многу важно да се каже на сите места, бидејќи не може без инвестиција. Наука е, што се вели, тркало, driving force. Ама ако не ga храниш и тркалото ќе запре. Сега второ, проблем со рецензенти. Јас морам да ви кажам, почитувани колешки и колеги, жива мака ми е, што кажа колешката академик Надица Попјорданова, која ќе почна телефони да звонат и трудови да се забрзаат. Но
сега нешто ќе ви кажам, кое што го научив кога се борев за прилози да влегнат на PubMed. Тоа беше време пред 15 години, не бевме на PubMed, мислам само Зоран беше на PubMed. Или ти беше, не беше, не е важно. Се боревме и Марушич ме викна во Загреб, направи еден голем sastanak, морам да кажам, на простори на бивша Југославија. Матко и супругата Ана Марушич беа вистина една сила интелектуална и собра едиторите на Лансе, на Джама и повеќе други и издавачот од Бетезда. А ја пред тоа пратив неколку писма до него, не знаејќи го лично, за да ја постави прилози на PubMed. И мене Марушич ме стави до него, вика, седи и разговарај, убеди го да те стават на PubMed. Еден прекрасен човек, разговараме, ја му викам, ајде, молим те, ставите ме, еве ти го прилози на PubMed. Он ме гледа, абе, види, слушай, ја имам, не знам колку илјади тамо, од Нью Ингланд, од Америка. Абе, добро, викам, ама колку имаш од овој наш дел? Он ме погледа. Да, викам, прашањето е исправно. Вистина, од Африка имам 3 журнала. А викам, па ми е како Африка слично. Па добро, вика, кој е ваш на PubMed? Па испадна дека неаме нешто. Марушич била и толку. Српски архив, не знам дали беше. После дојде војно-санитетски преглед. И тогаш ми каже, ти си управо што бараш. Ваш материјал е многу важен за сознанијата во светот. Инфекции што имате, специфични заболувања, веднаш му кажам, ендемска нефропатија, брат. А, да, вика, јас знам за тоа. Еден американец работеше што најде дека е тоа и со аристологија поврзан. И ми каже, вие мора да имате списание кој ќе се најде на PubMed, за да во него се објавуват оригинални ваши сознанија, епидемиолошки, а кои имате и научни. Иначе јас знам дека Нью Ингланд пред вас ќе објасни она што е најважно. Оти знаеш, вика, како е? Тој уредникот на Нью Ингланд ќе ме тепа ако не му пуштам прв тој да објави нешто. Но тоа е стравотна конкуренција. Пазите, тоа е империалистичка политика. Отворено тоа ми го кажа. Ние гледаме да се е најдобро кај нас и да ви се наметнеме. Англиски јазик универзален. Ја викам, добро, ние не знаеме многу англиски, али имаме лектори, али дај ти ставиме. И после тоа тој ми се јави, да, вика, и влегнавме на PubMed. Е, сега треба да се одржиме, али пазите, никој не може материјалот да го дае за карцином награда, ја го пак споменувам, освен нашиот професор Хондев. Колку оперирал, колку излечил, како е кај нас следењето. Никој не може да каже повеќе за трансплантација кај нас, него Гоце кој работи, мислам, може и други, и така натаму. Затоа мислам дека ние требаме и можеме да се најдеме на тие бази на податки. Е, сега до кај ќе стигнеме и импакт фактор и слично. И тоа е една империалистичка политика, пазите. Тоа се негови зборови, не се мои. Тој ми ја стави у глава таа идеја. Знаеш како? Он све да собери, да ти диктира, ти да купиш негов лек, ти да го платиш прескапо, он да земе профит. Па еве имаме сега, ми е 5. состанок за ретки болести. Па луѓе сака да финансират, тоа не е состанок само за Македонија, него за цела Јужна, ова покрајна, Бугари, Турци, Албанија, знае Надица. Молим? Саутист, педиатрик. Он вика, мене ме интересира лек да се троши, а тој лек е многу скап. Пациентот заслужува таков лек, можда не толку скап. Оти сега да ви кажам најнови достигнувања за хепатитис С, за кои се заинтересовани нефролози, хирурзи и сите кои работат стоматолози. Пазите, има нови молекули у последните 2-3 години, кои знаат хепатитот да го лечат за 3 до 4 недели. Но се маледно скапи во Америка. 70-100 Но еве во Египет, колега Спасовски го викна преседателот на
асоцијацијата нефролошка, се 900 евра. Бидејќи таму 9.000, тоа е највисок процент на хепатит во свет се Египчани. А тие се отвараат туризам и така натаму. И тие направиле договор со американските тие продавачи да намалат цена за да може да земат повеќе. Чекайте, се изплати за 9.000 евра да се излечи човек. Ми е интерферон, примерно, Пегазос и други, кои коштат 15-20 хиляди, па пак нема ефект, а трансплантација треба да се изврши. Ово е само еден примерот како брзо се шират знаења, во кои ние треба да учествуваме, а како секаде се гледа за тоа и профит. Ми не можеме да бегаме од тоа. Се во контекст на тоа да завршаме, нема више да земам збор. Значи, и рецензентот треба да се оцени. Дали само ќе му се заблагодариме, или ќе го платиме, или како да најдеме решение. Нема можност да имаме стално добри рецензенти. Ние сме 2 милиона. Секој го знаеме. Особито во нашите професионални кругови. Сите сме сватови. Што се вика еден председник на наша академија од бившите простори од Загреб, Богуш, кој бил у Кина, разговарали и барал за ина 1.000.000 тони нафта. Што е бе милион? Вика, 100 милиона ти дај. Не бе, вика, достави. Колку сте вие народ? Вика, па 4,5 милиона. Па тој е хотел, вика. Ај сега, а колку сме ние народ? Се видите, ова е шега мало, ама кај сме? Сега, тука се поставува прашање што вика мојот колега Зоки, многу списани. Дали е тоа умно? Што е ако имаме без Зоки многу списани? Може ли да се постигне тој ефект? Дај Боже да може. Не е тоа Нью Ингланд, каде е Бостон, Масачусет, Конетикут, негде Вермонт. Мораме да бидеме рационални. Треба, по мене, да поддржиме 2-3 квалитетни списанија, еве ние сме биомедицински дел, и да тие буткат и да влечат. А по некој пат ќе пуштиме и послаб труд, за да некој отвори очи. И пазите, ако имаме критериуми на Нью Ингланд, тешко ќе оди на Nature. А добре да ги имаме. Али тоа тек треба да се стигне, чекор по чекор. От јас кажам пред малку, јас се воодушевам кога видам како сам садикариот него го следев и учев, успеаше годишен зборник да го одрži. Знаеме, садикариот беше голем уред. И тој сега напамне. Имаме тамо трудови, се повторам, од 78-ма, тоа јас имам, а имате од која? 75-та. Значи, од 69-та имаме. Значи, луѓе мои, па не биле наши глупаци пред тоа. Што вика положани, имавме повеќе патенти пред 20 години него сега. Зашто? Зашто ги прекинавме тие убави списанија? Морам да кажам дека Македонски медицински преглед, што до вчера Гоце го редуваше, е едно од ретки списанија кои 70 или 6 години излегува. Од повојната па до денес. И тоа е еден урнек. Сега, треба да се одржува. И затоа овој састанок е многу важен. Затоа е важно да се сите ние организираме од и на Македонија и треба квалитетни трудови. Треба да во светот се покажеме дека можем, а можем, точно што кажа он уредникот од БТС. Абе, ваша патологија дајте, што се плашите ви? Тоа што имате ви, колку шуга имате. Ме разбирате, а тоа е сигурно дека имаме. Затоа, Со шуга јас се прославив со Швајцарија, но... Ама зашто не бе? Види, маларија, туберкулоза, еве тие се инфективни болести, да видиме сега и овие други. Благодарам многу и честитам што дојдовте сите и јас се надевам дека овие организатори на чело со Надица и понатаму ќе не водат успешно. Благодарам, Надица. Прво им благодарам на колегите што се нафатија да направиме за прв пат целина, која што не сме ја виделе до сега и не знаевме и затоа не сме баш
тотално координирани, меѓутоа, како што забележавте, тенденцијата, насоката е таа и сите ние од различен аспект го зборувавме заправо. Главното дека суштината на квалитетот на трудовите е и суштината на рецензирање. Мислам, тоа е тоа што произлегува од ова. И многу им благодарам и ова го правиме за убави очи, така, вие имате и сите имаме убави очи, па ќе го правиме додека мислиме дека имаме убави очи. Но едно нешто сакам да потенцирам, тоа е позитивното, а тоа е помалку позитивно. Оваа година е втор пат светот да одржува ваква недела и во оваа година светот препознал дека вреднувањето на рецензентите е пресудна тема. Тоа колегата Гоце го кажа уште во почетокот на оваа година на состанокот на управниот одбор на нашето здружение и затоа и се обидовме да тој тоа го афирмира и го прикажа денес. Тој го прикажа од многу научен, би рекол, аспект. Може би треба не денес се разбира, понатоа малку да дискутираме од практичен аспект што би предложиле како мерки за подобрување на, да речеме, во тие критериуми за вреднување на рецензентите во УКИМ и во другите и така натаму, што би предвиделе за вреднување на рецензентите во списањата кои да е од биомедицина во Македонија, што би значи така некои елементарни работи, не мислам дека може кој знае што да се направи, бидејќи синоќа добив порака од организаторите, ама на време, вторника од вчера трае неделава, во кој што тие препорачуваат да се внимава на ова од неколку аспекти. Еден од тие, она што го кажа со плаќањето. Дека искуствата на две компании издавачки што вршат плаќања, тоа е Taylor & Francis и уште една беше не за памети во овие неголемите средни компании, анализите научни покажуваат дека рецензентите не сакаат толку многу да бидат платени, колку што би сакале да бидат на известен начин наградени, тоа што го кажа. Значи, наградата значи не само да пише дека тој тоа рецензирал, меѓутоа може сертификат, може би и други некои елементи, да му се даде попуст за да објави или што знам, не знам, нешто треба да размислуваме, да видиме што. Мене, например, една колешка која што рецензираше труд, ми побара определен попуст при објавувањето на нејзин труд. Јас си пишам тоа кај нас не се плаќа, ова не го не читав, дека едно од битните проблеми е и кај нас е така, не е само што немаме пари, него немаме, како би рекле скандинавците, за нас немаме култура на. И кога би имале што тоа ќе значи. Значи, мислам дека таа работа би можеле да го дискутираме во некој нареден период. И мислам дека заради тоа што ова ќе стане релативно потреба на светската издавачка дејност, веројатно и до година ќе го имаме истото, имаме време да сме здрави. Но може би треба да бидеме малку проактивни или агресивни, а тоа е да ова работилница преведеме и на англиски јазик, ќе напишеме и ја пишеме во неделата на рецензирање и да пишеме дека Македонското здружение одржа со тоа на ден тој. И мислам дека тука е Дончо и тука би можеле Силбана да направиме со тие предавања, со вебсајтот кој што е и побрзо да го преведеме, затоа што на тој начин иако сме мала земја и немаме голем процент од бруто националниот доход за наука, сепак интелектуалната способност, спремност не ни недостасува. Во други земји вакви состаноци дури ни во сите нема. Значи, малку би бил да си имаме самочувствие, ако не финансиско, но барем интелектуално. Од интелектуалната недознавост мислам дека кај нас одамна постои кај многу луѓе независно од това. Толку благодарам. Мојата дилема се уште е дали ни треба толку многу списание во нашето опис. Мојот одговор е да. И ќе ви кажам зошто. Значи, Ленче одма ќе каже колку имаме биомедицински списания. Па одма не можеме, ама 15 до 20 сигурно има и А мојата Словенија на 2 милиони, Ленче, колку има биомедицински списанија? Денес? не знам колку. Над 40. Ама колку има за наука отвојување, колку има ресерч? Мојата дилема е иста како на професорката. Јас мислам дека Не го решава прашањето да има медицински факултет, имаме Macedonија, имаме физиолог акт, анатомска акта, хируршки акти. Јас само што ги знам. Дали од еден медицински
списание ќе имаме и толку многу добри трудови кои што заслужуваат да бидат објавени. Еве, Потребата за издавање повеќе списанија, наједноставно ќе ви ја кажам, да се чуеме, стави мое лично мислење е од работата, не од нешто друго. Потребата за толку многу списанија произлезе од потребата за имање трудови во тек на процесот на магистарски и докторски студии. И бидејќи, немојте да ми замерите ако користам некој ваков речник, бидејќи најлесно е да се објави сепак дома и имате 10 списанија, избор од 10 списанија каде што ќе публикувате, јас не ги обвинувам ниту авторите. Ја кажувам историјата зашто настанаа толку многу списанија. Произлезе токму од таа потреба. Колку се квалитетни, друга тема на дискусија. Еве колешка. Јас се надевам дека ме слушате. Само да стишаме. Пошто е на средина. Ова е Така. Широко отворено. Значи, да. Јас се согласувам со професор Спировски. Сметам дека треба да има повеќе списанија, исто така професорот од химија го потенцираше тоа. Зошто? Затоа што баш контрааргумент најлесно е да се објави дома. Проблемот според мене е во квалитетот на авторскиот труд, во квалитетот на рецензирањето, каде што треба да се поведе поголема сметка, особено на ниво на едитори и на ниво на рецензенти. А тоа е конфликтите на интереси пред се личните да се кажат и подобро е нели воопшто да не се рецензира, отколку да се рецензира позитивно, за да на некого му се објави некој труд. Од една страна, значи, сметам дека со повеќе можности на авторите, практично да се појавиме во однос на хемискиот закон. Од квантитет произлегува квалитет. Ке треба време, многу време ке треба. Меѓутоа, ке дојдеме и до квалитет. Она што преска го кажавте, а што им честитам на луѓето од Македонски ветеринарен ревју, бидејќи ги следам и за некој релативно краток период имаат многу постигнато, очигледно, тоа е што го потенцираа неколку пати. А тоа се етичките принципи во однос на рецензирањето, во однос на едитирањето и пред се во однос на пишувањето, нели плагиаризам и така натака. Така да, јас мислам дека ќе ни треба малку време, меѓутоа не се согласувам дека треба да ги укинеме, затоа што на тој начин ќе ги искратиме можностите да после одреден временски период од квалитет прераснеме од квантитет прераснеме во квалитет. Ви благодарам. Се сеќавате кога беше лани, кога беше од Загреб, што беше. Мислам дека таа каже една работа која што е многу корисна и би требало и понатак и ние да се бориме во тој поглед. Вие го спомнавте најприча по финансирањето на науката воопшто. Она кажа дека, што јас се сеќавам, во Хрватска има буџет за списање од 3 милиони евра. Има. И од тој куп сега сите списанија конкурираат и имаат алгоритам. Вие имате импакт фактор толку поени. Вие излегувате толку години, имате толку поени. Вие излегувате толку пати годишно толку. Објавувате толку трудови, вие ова, вие она. Така да секој списание, некој ќе добие 5000 евра, некој ќе добие 50.000 евра. И на тој начин, со тек на време, вие што го спомнувате, некои работи си доаѓаат на своето место. Меѓутоа, повторно, изборот е финансирањето и државната политика. Значи, тоа е стратегија на држава. Сака да има во секој село универзитет, што квалитет ќе добие. Така во сите сегменти, еве сега кога беа во Рио олимписки игри, мене ми беше чудно, затоа што англичаните за Лондон вложиле многу во подготовка на спортистите и не знам дали кој беше конечниот исход со медалите. Меѓутоа, Англија непропорционално во однос на другите земји имаше број на медали. Меѓутоа кажува, за една златна 5 милиони фунти. Инвестиција. Инвестиција.
Тоа се 4 години. Тоа е државна стратегија ми е зборот, значи, во се, и во спорт, и во наука, и во публицирање на научни списанија. И тука ние треба, и ние треба тие работи да ги поставиме на таков темел прво, а потоа понатака да видиме што ќе остане и што нема да остане. Кој има правилна политика, кој нема, затоа што ќе се јавуваат списанија кои што ќе згаснуваат по 2-3 години, додека еден човек е води, после кога тој не го води, тоа списание веќе не постои. Изуми, треба дали се ова да бега заклучено. Мораме... Па нема да се... Не, за шала, нема да се... Така треба да си заклучат, мора да се финансираат списанија. Има буџет државата, Нешто ново. државата има буџет кој што секој ќе конкурира и ќе го добие соодветниот дел според заслуги. Има ли така? Една година мора да се снајде како така кажуваше така. Една година никој не го финансира. Втората година еднаш избегнал ќе добие 1000 евро. А после прогресивно ако се подобруваат работите, се зголемува бројот на средства и Така, во тој заклучок јас малку сакам да сум поконкретен, бидејќи сум бил член на тие комисии за издаваштво, имам некој искуство. Имам фонд за списание, постои, но вие бачи конкурси. Не, како нема ве конкурс за издаваштво, мисля за култура, речеме, финансира. Дури причекорува и нешто што не од култура, па финансира, бидејќи Министерството за наука не функционира. Па не сте добили бидејќи не сте од култура. Јас сега морам да ви објаснам, јас овдека сум дозволете, ама не сте можели бидејќи не сте од култура. Не е областа култура. Јас може би требаше... Наука нема ли проекти некакви? Се едно, сакам нешто да кажам. Се едно е, тоа дали од култура сме или сме од наука или може би и од наука и од култура списани и така натаму. Се финансира од државата, зборувам сега за тој конкурс. Ама, не е проблемот дали имаме многу или малку списание. Тоа е, да го продолжам, дека си растат печурките. Сега, кој е тоа што ги шиша? Нели, па ова може да излегува, но не може. Има и такво нешто. Тоа е финансирање. Значи, треба да се оди од една страна на буџет за списанијата, ама од друга страна да се инсистира на критериум на финансирање. Значи, ние би требале да заклучиме конкретно, значи, тоа се две многу важни работи. Од инфлација, списание и сега ти овака од горе долу прилика оценуваш. Немаш изградени стандарди кои ќе ги... Не, јас зборувам за пракса. Зборувам за пракса. И сега не зборувам за вашите списанија, зборувам за други, ама списание се списание. Иако јас сум уредник на едно меѓународно списание, Жива антика, тоа е класична филологија. Па излегува континуирано 51 година, значи 65 години сега излегува. Не застанавме во ошта, ето убаво знаете. И си оди ден денеска се дистрибуира низ целиот свет, главно како го викаме, хард. Печатено, да. Меѓутоа, дојдов овдека, оти очекував дека ќе чуем нешто интересно и чув и сум благодарен. Но мислам дека е многу убаво што организирано и не сум го подошил џабе времето. Напротив, би сакал да кажам патем дека не е лошо сега, не знам на кој начин, да биде достапна не само до овој наш клуб, туку да се дистрибуираат овие информации пошироко. Така, ама кој ќе ја чита таа страната и кој ќе ја види, да се најде некој модул за поширок оглас на ова што денеска се случуваше. Нешто може би, како брошура може да индицира поголем интерес, да речем да се достави до универзитети, до... Тоа иницира постепно. Еден за информација кој ќе ги затригира, кој ќе има линк. И имаше медицински преглед добиен од наука паникоце. Ја едно време добијав од социјалистички сојуз. Точно, социјализмот, еве, ја ќе ви кажам како беше...
барал од МОН многу пати и тие велат дека вие на УКИМ ги добивате парите. Нашето списание не го издава УКИМ, нашето списание го издава Сојуз на хемичари и технолози, кој што има и од УКИМ, и од ШТИП, и од ваму, и од таму. Точно дека од УКИМ се костурот на тоа. Меѓутоа, УКИМ не може сега тоа да го финансира. И после испадна дека пишува и јавни писма од нас, и МОН реши да ни даде пари. Меѓутоа, повторно преку УКИМ му да ја парите. Со капа. Изволите, професор. Една кинеска поговорка вели и најдолгиот пат почнува со првиот чекор. Ние веќе направихме неколку чекори со формирање на Сдруженијето. Ова е втора работилница, многу успешна. Сите 4 презентации беа содржајни, беа актуализирани важни прашања поврзани со рецензирањето, кој што не е совршено, меѓутоа нема подобро и мора да се применува. Клучно прашање е одговорноста на уредниците кон рецензентите и одговорноста на рецензентите кон уредниците и кон списанието. Да држат до одредени критериуми и квалитет, за да напредува списанието. Влезе во PubMed, доби импакт фактор, го зголемува импакт факторот. Значи, не да биде по пријателска основа и познанство, за да не се замери, а за да се одбегне конфликт на интерес, потребно е тајност на рецензирањето. И го почитувам ова што го применува ветеринарен ревју, тајност, за да рецензентот биде сигурен дека нема да има последици, нема да му биде замерено од авторите, мора уредникот да ја чува тајноста, дискреција за рецензентот. Бидејќи лесно е кога се дава позитивна рецензија или minor revision. Меѓутоа, ако се даде голема ревизија или одбивање, нема автор кој што нема неговата суета да биде засегната и барем да има непријатен став, чувства дека нешто му е направено лошо од рецензентот. Така да, иако рече професор Спировски во неговата презентација дека доминира веќе отворено рецензирање, да ги знаат и авторите, и рецензенти автори, сепак мислам дека е многу важно барем рецензентите да останат тајно за авторите, за да они тежнеат кон квалитет, да исполнуваат својата одговорност и да бидат поштедени од последици. Имам и искуство и со академик Поленаковиќ, кој за една рецензија која јас дадов да се одбие, тој рече, автоматски 4 непријатели ги имаш. Тој е плагијат, викам, тој труд е објавен на друго место. Јас тоа го вака од око согледав, споредувајќи референции и објавени трудови, и рекол, не може ова да оди. Имаме искуство со друг еден труд од историја на медицина, поврзан со анестезиологија, кај што неколку месеци интеракција со автори имавме. Голема ревизија побарав. Меѓутоа соработував со авторите додека го постигнавме оној квалитет што сметав дека за прилози треба да биде и за трудот да се прифати и да се објави. Така да неопходно е тајноста да се зачува на рецензентот. Поготово кога треба да се бара голема ревизија или ако треба да се одбие. Благодарам. Еве, јас сум анестезиолог и јас рецензирав во Арта клиника Кроатика. Со тоа што рецензирав во Арта клиника Кроатика ми дадоа бесплатно да печатам таму. Како се најдов таму, само јас од Македонија работам дишен пат и имам такво ексклузивно право, представништво на Македонија во Европската асоциација за третмент на дишен пат и како таква бев најкомпетентна за овие бивши југословенски простори да рецензирам такви трудови. Сега, како би се постигнала објективност? Мислам дека објективност би се постигнала само на овој начин како што печати ветеринариот институт. Само со идеален софтвер, каде што прво се предклопува дали е плагијат или не и се одбива веднаш трудот, така ќе бидете многу објективни. Така никој нема да ви замери дали вие сте направиле некоја грешка или не. Чито има, џбс? Така, Одамна го има.
Ако се користи, јас сега морам да печатам, затоа што сакам да напредувам писањето. Нели, во писањето се имаш фактор. Така да, се импак фактор. Така да и не можете трудови веднаш ги прекупуваат. Мора да има објективност. На тој начин ќе се постигне објективност. Мораме да зборуваме малку реално. Објективност има. Например, Мајнинскиот централ не пушта трудот да оди ако самиот автоматски го тестира. Не разбирам. Ние зборувавме со професор Тонев, имаме класичен начин на рецензирање, што испадна дека не е класичен, дека е нешто измеѓу. Дека тоа заправо класично постапува заправо електронски, само не е комерцијален и не е OGS, ја не знам за тоа. Мислам, во дизајнирањето на овој состанок беше идејата моето сознание кој како рецензира, не друго, за да ги имаме реалните податоци да дискутираме. Меѓутоа, во новите тенденции плагиаризмот е пред фазата на рецензирање. И овде, ама и во другите списанија. Значи, да не ги не знам во хемија како е, меѓутоа, како да речем, прашањето е уште посериозно. Дали сите списанија се електронски, па да може го користат овој систем? Тоа е проблем. Што вие не го гледате, јас го гледам. И многу други. Значи, како ќе направи анализа на плагиаризам некој списание што не е електронско? Како кажете? Како он ќе го пушти на IT инпут? Никак се. Јас само на кратко сакам да кажам дека и авторите треба да бидат само критични, нели конструктивно замерките и коментарите од рецензентот да ги прифаќаат и конкретно за сите што сме на медицински факултет, сите знаат во посебна област кој би бил можен рецензент. И што се деси кај нас? Значи, еден одбиен труд, значи авторот вика, аха, знам кој ми го рецензираше, он ми го одбија, ама јас сега ќе го дадам исто во друго наше списание, кај што многу полесно ќе помине. Сите знаеме, мислам, сите сте имале такви случаи и помине. Тоа е јасно. Ако има име на меѓународни рамки, јас поднесов, тебе ми кажам во имуногенетикс, кога работам, ми го одбија со толкави забелешки, ги поправи, ми го врати, ми го одбија, го врати во Human Immunology, ми го прифати од првац. Како е? Тоа што го кажа, кој он го кажа. Значи, авторот ја добил поуката од рецензентот, само не мора да биде во ОМС. Нека биде објавено, не знам. Поентата на рецензентот е да го подобри трудот, а тој кај ќе го објави, нека го објави на друго. Значи, од пракса, уште еднаш да кажам, со што се содруваме ние во основица. Како долгогодишен, или 6 години од мамата. Ние имаме луѓе проблем 3 броја да направиме годишно. Дали вие сваќате дека јас молам луѓе да ми дадат труд? И сега тука никој не е спорен за тоа дека што повеќе списание ќе се изроди квалитет, ама кога? Значи прашањето е следно. Ние сакаме да ни биде Универзитет Свети Кирил и Методи меѓу првите 500 или сакаме цела Македонија да биде меѓу првите 500 со 4 универзитета? Ако се дисперзираат квалитетните трудови, или вие рековте прво цитатот што треба да биде Medical Faculty и второ треба да биде University Saint Cyril и Methodius, за да може да биде таму цитираноста да се брои у брилото, така. Сега, ако имаме ние Коцелчев, ако имаме Тетово, ако имаме овој другиот сега, како се вика, Даме Гори, кај ќе ни биде крајот на нас? Кога ќе стигне Кирил и Методи како најстар да биде таму? Второ, оне што го немаме парче од буџетот за секој универзитет, сега се дисперсира уште на повеќе. Ништо. Комората, која што треба да ги штити интересите, си ги продаде парите место да стимулира квалитет преку работилници, преку едукација, наука и така дале, така дале. Медицинскиот факултет си ги даде парите наводно за да бидеме дел нели од некој едукативен центар, ама тоа се наши пари, а ги дававме на министерството. И министерството си го зима своја програма дека се најболи. Значи и тоа што го имаме не го работиме. Сега, и тоа што го имаме ќе се дисперсира на 5 универзитети. Кај ќе ни биде тоа науката? Така. И на крај, она што треба да го направиме е стварно да ако имаме квалитетни трудови, тие треба да идеме во оној журнал што мислиме дека ќе иде напред, односно најблиско е до добивање на импакт фактор. Што не викам дека другите не треба, ама и вие барате по цел свет да добиете добри трудови, за да можете да се подобрите рейтингот. Веројатно и они. Добро, ама така... Јас немам напишано во животот писмо да поднесам. Не.
Добро, луѓето гледаат кога ќе дојдеме или на Digio или кога ќе дојдеме на веб страна како што вие се креирате, тие си гледаат и почнуваат да се јавуваат. Ама тоа е, сакам да кажам, дека Македонија нема продукција на толку квалитетен материјал. Знаете зашто искочија сега овие по последните 3 години толку журнали од медицинска факултет? Зашто направивме една плејада од докторски студии да се упишуваат годишно по 100. И сакам да ми кажете дека тоа е квалитетна медицинска факултет и наука. И што сега? Уште треба и другите така? Значи ние имаме испаѓа дека ни квалитетни рецензенти, ни да кажам и квалитет во тоа што го предаваме таму. И кај ќе ни биде крајот на овој начин? Мојата дилема е, сме дискутирале да ја споделим и со остатите. Колку посто од Македонија има во вашето списание? Рецензенти? Не, трудови. Во последниве 2 или 3 броја, 1 до 2... Колку посто е тоа? Многу малку. Не знаеш да му Во Кенија колку посто се македонски трудови? Да. Дали мислите дека ова 25% е конкуренција на повеќе списанија? Не. Ама они имат само по едно за Само да кажам. Не. Има ли други? Немојте така. Ние медицинава имаме да спасуваме. Баш напред. Јас имам нешто да кажам пред нашите колешки и колеги. Бројот на списанијата не зависи само од потенцијалот на квалитетни трудови кои потекнуваат од Република Македонија. Еднаш за дефинитивно да избришеме од нашите мозгови. Ние не сме изолирана слепо црево на земјината топка во која што ние самите ќе се мачиме да направиме, да напишеме. Има светот многу автори и светот може да пишува и пишува кај нас. Јас да ви кажам колку во ова моја маса има од Македонија. 5% до 7%. Кај се 97%? Од каде доаѓа? Идам јас и пишувам, ајде вие од Пакистан пратете труд. А праќа. Турци да не зборат. Вие сте стигнале до тоа ниво да знаат луѓето? Основно ќе луѓето препознаваат 10 години. Што ми е муабето? Значи, ако ние имаме така скратено или поттикнато 5 списанија кои што објавуваат 100%, ние може да имаме 10 квалитетни списанија што ќе објавуваат половина од тоа, а другите ќе бидат од странство. Односно, мораме да размислиме дека издавачката индустрија во светот ни припаѓа и нам. Ако така не почнеме да размислуваме и мислиме дека само ние и само од нашите и само од тие пари ќе финансираме, ама се не го финансира Министерството, да го финансираат авторите. Тотално е независно од Министерството. Тотално. Уопшто не мора ни да финансира, што се мене тиче. Меѓутоа, авторите и како се заинтересирани да имаат квалитетен труд. Значи, ние мора да сватиме што се случува. Се случува универзално, светско движење на потребата на авторите да објават квалитетни трудови во што поголем број на списанија. Ако ние си дадеме тука некоја понуда, ќе успееме. Ако не, ќе видиме, ќе скинеме 3 списанија, 2 списанија, тие пари ќе ги ставиме за тие истите луѓе. И шо? Нема пари од дека. Вие го работите 10 години, колегите работат сигурно сами по 10 години во овие списанија. И професорот работи за... Значи има континуитет на работата и вие ја буткате и ќе ја буткате. Боб Хортон од Лансет лично доаѓаше за ИРБП, за нашата европска група за продукција на градот. Значи тој работи 15 години, они не сакаат да го сменат за тоа што викаат овој човек е добар за списание, тој иде вака. И тоа е многу битна ствар, дека има континуитет. Да не идеме до безкрај, јас на сите благодарам и на предавачите и на дискутантите да оставиме нерешени и неодговорени прашања за следниот пат. Благодарам за присуството, а ние направивме еден терк на кој му е потребен сертификат дека бил на оваа работилница. На Силвана неки се каже, ќе го спрема списокот. Може на сите да ви готвиме, а кој... Потребни сте собирате потребни. Окей. Идеме во тој тренд за водовите. Тоа е рецензент, одма се добива 0,4 вода за... Да. Се гледаме на следната работилница на 25-ти.